Денеска ќе размислуваме, браќи и сестри, за една библиска личност која добро ви е позната. Личност за која се врзани, јас сум избрал овде 9-10 настани. Бил прв соработник на Илија. Дали ќе се сетите за која личност? Елисија. Пророк на мирот. Еве на почетокот ќе спомнам настани кои се тесно поврзани со овој човек, кој живел, делувал и работел во 9 век пред Христа, поточно 855 до некаде 800 година. Името му значи Бог е моје спасение. Ја раздвоил реката Јордан. Тоа е едно чудо. Горчливата вода во Ерихон ја направил питка да се пие. Извел вода од ровови за време на војната со моавците. Кај жената вдовица што направил? Го намножил маслото. Го воскреснал синот на сунамката, на едно богато семејство, подоста ние ќе читаме за тој настан. Го лечи војводата, сеќавате? Неман. На негов збор Геезија што добил? Губа, лепра. Влиел на општеството во негово време или во животот на Израел. Еден од драстичен начин поврзан за овој човек, знаете кој е настанот? Со смртта на 42 деца. И за тоа малце подоцна ќе читаме. Значи, денеска предмет на нашето размислување ќе биде ова личност, браќи и сестри, пророкот Елисија. Пред да ја отвориме Библијата и да читаме извештај за самиот пророк, еве што пишува во ова книга, во книгата Пророци и цареви. Ви ја препорачувам да ја читате. Овде има цела глава или 2 глави посветени за овој пророк. Што работел, како работел, какви чуда правел и зошто е наречен пророк на мирот. Имам овде извештај, јас ова го препишав, еве што пишува. Елисевиот татко бил богат земјоделец, чие домакинство припаѓало на луѓето кои во времето на општиот отпад не ги свиткале колената пред Ваал. Во нивниот дом се почитувал Бог, а верноста кон религијата на стариот Израел било нивно животно правило. Во таква средина поминале раните години од животот на Елисија. Во тишината на селски живот, учејки се од Бога, од природата и од тешкотиите на физичкиот труд, Елисија се здобил со, обратете сега внимание, се здобил со навика на едноставност и послушност кон своите родители кон Бога, што го подготвило за големата положба која подоцна требало да ја засеме. Значи, пораснал во селско семејство, богато, вели овде пишува. Богат земјоделец му бил татко му. Очигледно, подоцна ќе видиме и ќе читаме дека Елисија бил повикан на работа или во служба пророчка од каде? Каде Илија го нашол? Орел, таму на некоја си нива. Имал 2 вола. И што направил со воловите? Што направил со ралото? Му ги заклал, направил жртва, храната ја подел на сиромасите. Гледате, бил научен уште како мало дете на ситни работи, но тоа придонело да биде голем водач. И кога Бог го потикнал Илија да си најде заменик, токму Елисија одговорал на сите тие параметри да биде негов заменик. Ајде да отвориме во втора книга до царевите, а подоцна повторно ќе читаме неколку извадоци од ова книга Пророци и цареви. Овде во втората книга до царевите, во втората глава, имаме поднаслов Илија вознесен на небо. И првиот стих вака вели: еве што се случи кога Господ го вознесе Илија на небо во виор. Илија и Елисеј тргнаа од Галгал. Понатаму читаме, и Илија му рече на Елисеј: остани тука, зашто Господ ме праќа до Ветил. Елисеј одговори: жив ми Господ и жив ми твојата душа, јас нема да те оставам. И слегоа двајцата до Ветил. Интересно, кога ја читаме целова глава, ќе видиме дека работата на пророкот Елисија, браќи и сестри, во известна смисла многу се разликувала од работата на Илија. Илија имал остар јазик,
Ilija bil povikan i mu bila doverena vest da go osudi i da go kazni narodot, svekako u imena Boga. To je bil nezapirljiv glas koji gi ukoruval i upomenoval carevite i narodite da ne odat po zlite patišta. Koga došao Ilija kaj Ahav, što mu kažuva? Zašto nema došt? Ko je vinoven? Ti i tvoj dom. Očigledno, Ilija bil ostar, dodeka Elisija sprotivno na to bil blag, sosmiren duh. Čovek koji pravi čuda. Iako ovo jedna situacija, podosna, kad čitame kako što spomnav, iskažuva osuda na jedni deca. I nje deneska se ušte se prašuvame, postoji golemo prašanje, zare moraše to da se sluči 42 semejstva da bidat zavijeni vo crno. Videk je 42 deca stradale. No kako je da je, dodajem ponatama. Znači, Ilija ima sasvim druga služba, dodeka misijata na Elisije bila da gradi mir. To je dobil zadaća da go produži i zacvrsti deloto koje go Ilija zapošao i da go nauči narod od Božji na poslušnost na Božite uredbi. Zarem deneska ovaj svet u kojoj živeme nema potreba od mir, braki i sestri. Postoji objedinete naciji, kako ustanova koja treba da gradi mir, treba da uspostavlja mir tamo kaj što ke se stranete zavojuvat ili ke se skarat. Postoje tije sini kacigi ili šlemovi, kaj što se prakjat vo tije zavojuvani državi da se uspostavi mir. Deneska u Afrika, vo Somalija, na istok, na zapad ili na sever, vapat lugeto za mir. Može bi deneska potrebni se Elisi poveke v ovoj svet vo koji nije denes živeme. Samo to njegovo ime, kako što spomnav, znači Boke moje spasenije. Što ni go otkriva i njegovi karakter. No isto taka, Ilija znajal, odnosno Elisija znajal da bide, rekovme, i strok, da bide i principijelan i da se povikova na Božite upatstva i pravila. Koga sme veke ovdje vo vtorata glava, od vtorata knjiga do Carevite, može da me pratite, da čitame 23. i 24. stih, eve što pišuva, 23, 24. Otamu siskači vo Vetil, dodeka odeše patem od gradot izlegova deca i mu se podsmeva. Znači, čitam celiot ovaj nastan za decata koga mu se podsmevale na Elisije. Ilija postavil uslov na Elisija, ako sakada dobije blagoslov od Boga i njegovio duh, odnosno ta sila koju toja posjedova, da bide prefrlena na nego, što trebalo da napravi Elisije? Da go vidi, budno da go prati prorokot, koga ke dojde tako da lika veli odeše, odjednaš, odeja, dojde ognjena kola. I što se sluči sa Ilija? Beše zemen. I toj elek, ili ta nametka, beše frlena od strana na Ilija, taka? I Elisija dojde. To beše uslov da bide vnimatelen, da go prati svoj prorok. Da li nismo vnimatelni na Božite upatstva, brake i sestri? Da li vnimavame ona kako što čitame i da li to go držime? Сега Елисија ја добил таа сила од Бога. Тој веќе продолжува да го слави Господа и да ја проповеда неговата реч. Веќе се случило, односно веќе се слушнало дека Илија отишол на небо. Многу луѓе не верувале во тоа. И денеска има луѓе кои не веруваат. Има луѓе кои веруваат дека Илија денеска што праќа од небото? Илија громовник го вика, така? Сеќавате во Берово пред неколку години, при крајот на август, за време на Богородица, што се случи? Се сеќавате? 5, 7, не знам, 8, колку луѓе беа 11 убиени од гром. И многу луѓе тоа го припиша дека Илија се буни, се лути, што прават тие жртви, тие обичаи. Секако тоа не е од Илија, нити од Бога да така луѓето страдаат, но тоа го припишуваат на Илија громовник и затоа и 2 август се посветен како ден на Свети Илија. Како да е, тој Илија денеска е на небото. Според изјавите на духот на пророштвото, Илија се наоѓа на една планета. Тамо е Мојсија, тамо е и Енох. И тие се представници, Илија е представник на живите, кои нема да видат смрт,
кога Исус ќе дојде, а Мојсе, знаеме, тоа го толкуваме и тумачиме дека е представник на оние кои починали и еден ден ќе воскреснат. Како да е, сега одиме на овој настан кој ќе не задрма и нас денес. И го задрмало целото царство Израилово, ова што сега ќе се случи. Да се вратиме, значи, на 23 и 24 стих. И вели, додека одеше патем, од градот излегоа деца и му се подсмева, говорејќи, дојди бескосник, дојди бескосник. Очигледно бил каков? Челав, немал коса. Меѓутоа, не е тоа ништо страшно. Тој се обзрна, ги погледна и ги проколна во Господово име. И веднаш излегоа 2 мечки од чумата и раскинаа 42 деца. Паќе, сестри, дали ве буни овој настан? Дали се ежите кога го читате? Замислите, дали ова може да се вклопи во Божјата милост, во Божјата љубов? Зошто еден така драстичен настан се случува на почетокот на кариерата на на Елисија? Илија веќе заминат, Елисија го заменува, продолжува со своите активности и сега група на деца, а децата знаат да бидат несташни. Децата знаат да бидат такви какви што се, живи, темпераментни, да кажат нешто непромислено, да се исмеат, иако не ги оправдувам, но ете како деца. Меѓутоа, дали овде Елисија строго постапил? Возвратил. Вели, во името Господово ги проколнува. Ги проколнува и мечки излегуваат 2 од блиската шума и ги уништуваат, ги убиваат децата. Елисија бил човек со благ карактер, пишува во книгата Пророци цареви. Со пријатен карактер, со благ и пријатен карактер, но знаел да биде и строг, зашто најдобро сведочи неговиот став кога на патот за Ветел го исмејувале безбожни деца, што излегле надвор од градот. И те овде пишува малце, Елена Вајт ни дава една поширока слика. Тоа биле безбожни деца, што излегле надвор од градот. Тие момчиња, слушате сега што пишува како коментар на овој стих, слушнале дека Илија се вознел и од тоа направиле предмет на подсмев. Што тоа значи предмет на подсмев? Знаете, од некој настан, овие глумците прават скеч. Се подсмевале од овој настан. И денеска и нам ни се подсмеваат кога ни им велиме дека ќе одиме на небото. Како бе ќе одите на небото? Па по кои скали ќе одите? Кој лифт ќе ве однесе? Зарем денеска луѓето не се смејаваат со делови од она што ние го проповедаме врз основа на Библијата. Вели, се исмејавале и направиле предмет на подсмев. Тоа се зборувало во градот, се зборувало во населените места дека тој пророк се вознел Илија на небото. И сега слушате што пишува. Сега го исмејувале и Елисија како негов заменик. Вознеси се келавко. Овде како читавме во ова? Бескосник. Додека одеше, дојди бескосник. Меѓутоа во оригиналот пишува вознеси се келавко. Вознеси се келавко. И ти се вознеси. Ајде да видиме дали тоа ќе успее и со тебе. Вознеси се келавко. Слушајќи го нивното исмејување, пророкот се свртел и вдахнат од Божиот дух изрекол проклетство над нив. Страшната казна која настапила дошла од Бога. Тогаш излега од гората 2 мечки и раскина од нив 42 деца. Браќи и сестри, чуден е овој настан. Како што е чуден и оној во 2-та глава, 3-та глава во Дела на апостоли. Сеќавате со Ананија и Сафира. Исто тоа е чудо. Па зарем после не лажеле израелците после Ананија и Сафира? Да, зарем не лажеле? Ма лажеле колку сакаш. Меѓутоа Бог така не реагирал. Но ако читате во Дела на апостолите има коментар зошто Бог така изреагирал со Ананија и Сафира. После овој настан имало исто така многу други подсмејување на Божиот народ, на Божите пророци, на Божите учители. И овде сега го читате поделу како денеска ние треба да се однесуваме кон водачите, кон секој кој е предпоставен пред нас. Еве, да не тумачам јас самиот, еве го одговорот. Ако Елисија дозволил
и смејувањето да помине неказнето. Толпата и понатаму би го исмејувала, што веројатно наполно би ја попречило неговата мисија на поучување и спасување во периодот на големата криза меѓу народот. Една ваква строга казна била доволна да му се обезбеди почит за цел живот. И сега ова е важно. Тој 50 години излегувал и влегувал низ вратата на Ветил. Одел од село до село и од град до град, често минувајќи меѓу групи од невработени. Невработени. А знаете што вели Елена Вајд во една книга? Невработениот ум е сотонска работилница. Одел, вели, поминувал низ тие групи луѓе кои биле невработени, невоспитани и распуштени млади луѓе, но никој повеќе не му се подсмевал, ниту направил шега на негова сметка како пророк на Највозвишениот. Дали сега не е јасно зашто Бог така изреагирал? Драстично за нас. Но тие деца, ако растеле со таков дух, па во Судиите, во книгата до Судиите пишува, или во пета книга Мојсеева, кога Бог му вели на израелскиот народ, оди и уништи се пред себе. И што уште требало да уништи освен луѓето? И стоката, и децата, и бебињата. Ние би се прашуваме како е тој Бог монструм да уништува жени, баби, недолжни деца. Да, ама тие деца со такви гени, со таква грешна природа би биле полоши и од нивните татковци. Браќи и сестри, Бог во своето предзнание прави чекори кои за нас понекогаш се неразбирливи, нејасни. Но Бог има суверено право да реагира како што ќе реагира. Тој е Бог и тој знае. Навистина, ова казна била строга, но очигледно, како што читавме, вратата на Елисија била сега отворена во следните 50 години да влегува и да излегува и да го проповеда Словото Господово. Почитувањето кое очигледно им недостасувало на младите кои се подсмевале на Елисија, браќи и сестри, едноставно допринело да тие деца страдаат. И Елена Вајд вели, секој дете мора да се научи да му укаже почитување на Бога, вистинско почитување. Неговото име никогаш не смее лесно и непромислено да се спомнува. Евреите, знаете, имале свој замена на имења кога требало да го спомнат името Божие. Како Адонај, Елшадај, Елрој. А Јехова или Јахве го спомнувале во посебни моменти, во посебни услови, кога Тората се читала, Библијата, законот, кога свештениците служиле во храмот, значи не го употребувале во секојдневниот говор името Господови. Затоа Исус ќе каже во Новиот Завет, не само оној кој ми вели Господе, Господе. И не е добро ние во молитвата 10 пати, 20 да го споменем името Господе. Значи, мора да го распоредиме тоа име. Кога се обраќам, замисли сега доаѓа твојот син и вели, тате, дај ми 5 денара. Тате, дај ми тате. Знаете, некако то представа како омаловажување на тоа име. И затоа евреите имале посебни имиња како Ел Шадај, Ел Рој, оној кој гледа, оној кој слуша. Адонај, за Господ и така натаму. Очигледно, браќи и сестри, дали денеска ние имаме респект и почит кон Бога и оние кои го представуваат Бога? Дали ние понекогаш сме го навредиле братот или сестрата, како овие деца што го навредиле Божјиот човек? Учтивост е една врлина која сите ние треба да ја негуваме. Таа има мок или сила да оплемени нашата природа. Без обзир во каква ситуација се наоѓаме. Читаме понатаму во 4 глава еден друг настан, поврзан со Елисија, од 8 до 11 вака пишува. Еден ден Елисија поминуваше низ Сунам, и затоа жената се вика Сунамка. Значи, не е тоа правото име, меѓутоа потекнува во тоа место како да е од кавадарци, кавадарчанка. Еве Сунам. А таму живееше угледна жена, и таа го повика при столот, оттогаш кога поминуваше, оттаму се навратуваше кај неа за јадење. И овде пишува во книгата Пророци цареви, дека Сунамката, ова жена, и му кажала на својот сопруг, ајде да му направиме на овој Божи човек на горниот спрат една соба,
еден апартман со наши денеска модерни зборови. И тука кој ќе наминува овој човек да има заклон, да има место на одмор, зашто луѓето патувале пешки претежно. И мажот се сложил. Направиле една последна просторија, таа му готвела, му давала храна, како Исус што одел кај Марија, кај Марта и кај Лазара во Витанија. Така и овде Божиот пророк навратувал. И ајде да видиме што се случува сега во ова угледно семејство. Една трагедија лоша. Значи, почнавме од 8 стих. Таа му рече на мажа си: еве знам и гледам дека е свет овој Божи човек што поминува од тука. Да му направиме соба на покривот, да му ставиме таму постела, стол, столица и светилка. Кога ќе дојде кај нас, ќе се повлече таму. Сето тоа е добро, хумано и со отворено срце го направиле. Еден ден тој дојде таму, се повлече во горната соба и се одмори таму. Ете, извештот ни кажува дека Илија често пати навратувал во тој дом. Таму тој наоѓал мир, таму тој наоѓал одмор. И Господ ја благословил ова фамилија со дете. Немале пред тоа пород. Годините поминувале, детето пораснало. Нешто страшно се случило. Од 80 стих читаме понатаму. Во 4 глава. Детето растеше, еден ден отиде кај таткото при жетварите. И му се поплака на таткото: ох, мојата глава, мојата глава. А татко му заповеда на еден момок да го однесе кај мајка си. Очигледно, ова момче добило сунчаница. Или нешто може би излив на мозокот, зашто набрзо ќе умре. Се случува такви работи. Тој го зеде и го одведе кај неговата мајка. Остана на низините колена до пладне. Го држала мајката. И тогаш умре. Очигледно тоа дете било веќе момченце, што можел да отиде на нива, да биде тука со жетварите, да се игра. Но очигледно се случува трагедија. Пото го повика мажа си и му рече. Немало мобилни телефони да се јави на брза помош. Ние повикавме брза помош. Колку години има? Што му беше? Кажете, пола сата ќе ти зборем. И не дојде брза помош. И на крај вели, немаме екипа, не е вратена од терен. Ти си умри тогаш. Ова жена немала комуникација блиска, брза, како денеска ние што имаме. Телефон, интернет или било на кој начин. Очигледно, пратила Абер до својот сопруг, кој бил таму заедно со жетварите. Во ова несреќа, сунамката решила да побара помош, браќи и сестри, од пророкот. Тој се наоѓал на гората Кармел. А не било тоа баш така близко. Гората Кармел од местото Сунам. Па затоа таа го зема детето и тргнала на гората Кармел да го бара. Да. Сега ќе читаме во следниот 24 стих. Детето го ставила, таа тргнала. Да видиме што каже од 24 стих. Откако момокот кој ја на Самарија услицата, таа му рече: води и тргни, не задржувај ме патем, освен ако не ти наредам. Та отиде и дојде кај Божиот човек на гората Кармел. Кога Божиот човек ја догледа оддалеку, му рече на својот момок Гезије: еве она сунамка. Отрече пред неа и спраша ја: како си? Дали ти е мажот добро? Дали ти е детето здраво? Таа одговори: здрави сме. Дали кажал вистината одма? Не сакала, знаете, благо, полек. Може мислил за себе и за мажот дека се здрава, ама детето, кога стигна до Божиот човек на гората, му ги прегрне нозите, Гези пристапи за да ја отргне, но Божиот човек му рече: остави ја, зашто душата е јадосана. Господ ми крие, ништо не ми објави. А таа рече: зар јас барав син од мојот господар? Нели ти зборував да не ме
измамуваш. Тогаш тој му рече на Гези така над, опаши се, земи и сега синот е дома, детето, таа отишла по помош кај Елисија. Меѓутоа Елисија го праќа својот помошник, Гези. Тој да отиде. Еве да прескокнеме неколку стихови. 32. Елисија влезе во куќата и го најде детето, а претходно вели Гези отиде пред нив и го положи стапот врз детето, ама немаше ни глас ни одзив. Тој се врати пред Елисија и така натаму. Мисијата на Гези била неуспешна. Сега Илија настапува на сцена. Влезе во куќата и го најде детето како лежи мртво во неговата постела. Откако влезе, ја затвори вратата зад себе и му се помоли на Господа, потоа се качи на постелата, легна на детето, ја сложи своите уста на неговата уста, своите очи на неговите очи, своите раце на неговите раце, дишеше над него, те се стопли телото на детето. Потоа стана и се прошета по куќата, таму ваму, потоа пак се качи и дишеше над него. И сега гледате што случува. А тогаш детето кивна 7 пати и ги отвори очите. Ова е чудото Божие. Верата на оваа жена, Сунамка, браќи и сестри, била наградена. Христос, големиот дародавател на животот, и го вратил синот. На истиот начин, вели Библијата, сите ние, кои сме ги изгубиле нашите мили драги, еден ден Бог ќе ни ги врати. Може би тоа чекање е болно и секако дека е болно, но ако нашата вера биде јака и чврста, Бог ќе го исполни својот збор. Во Еремија во 31 глава, еве охрабрителни зборови 15 и 16 стих. Господ зборува вака: чуј, во Рама се слуша ридање и горчлив плач. Рахела ги оплакува своите синови и не сака да се утеши за децата, зашто нив веќе ги нема. Меѓутоа, еве го охрабрувањето. Господ зборува вака: прекрати да ридаш, избриши ги солзите во очите, твоите страдења ќе бидат наградени, тие ќе се вратат од непријателската земја. Има надеж за твоето потомство, говори Господ, твоите синови ќе се вратат во твојот крај. Браќи и сестри, во нашата болка за починатите, Исус не теши со веста дека еден ден повторно ќе бидеме со нив. Има многу текстови, сега ради времето да не читам се, меѓутоа еве само 2 текста кои ни се така блиски, кои така не радуваат, кои така не утешуваат. Тоа се зборовите на апостол Јован во Откровение 1 глава, кај што изричито Библијата кажува за Исуса: и живиот и умрев, и ете жив сум во сите векови, ги имам клучевите на подземјето и на смртта. И во 18:14, еве го следниот текст во Откровение. 13:14. Откровение 13:14. Нешто слично што овде пишува во Откровението, во 13 глава, 14 стих. Тој ги заведуваше жителите на земјата со чудата. Овде се извинувам, не е Откровение, бидејќи го читав овој стих пред малце. Стихот е во Осија 13:14. Сакам тој стих да го прочитам, зашто е многу силен. Во Осија 13 глава, 14 стих. Стих кој треба да не охрабри, да не освежи и да ни помогне да одиме напред. Јас ќе ги избавам од власта на пеколот. Зборот пекол во Библијата станува збор за шеол. Во еврејскиот јазик зборот шеол значи гроб. Јас ќе ги избавам од власта на шеол, на гробот. Ќе ги спасам од смртта. Смрт, каде ти е осилото? Гробу, каде е твојата победа? Затоа нема да се покајам, вели Господ. Преки сестри, овие се утешителни зборови. Како жената Сунамка што била утешена од страна на Елисија. Не само со збор, него и со дело. Таа повторно го имала своето чедо, своето дете во низините раце. Значи, овој настан е настан кој е тесно поврзан со животот и работата на пророк Елисија. Меѓутоа имаме уште некои настани што сакам да ги споделам. Повторно ќе одеме во 2 Царевите и да читаме во 4 глава повторно
Сега от 38 стих. Елисија се врати во Галгал, а имаше глад во земјата. И кога пророчките синови седеа пред него, му рече на својот момок: стави голем грнец на огнот и ствари јадење на пророчките синови. Имало 3 школи во тоа време, теолошки школи, кај што доаѓале момчиња и биле обучавани, учени да бидат Божи следбеници, Божи пророци. Илија ги основал, а Елисија сега уште ги проширил. И ете, доаѓа во посета овој Божи човек, немале што да јадат, и што се случува сега овде? Вели, стави голем грнец, лонец, еден од нив отиде во полето и набра зеле, но најде дива лоза и набра од неа полна облека горчливи плоди. Значи, наполнил цела облека, дали ставил натре како торба, тие плодови ги донел и куварот ги ставил во тој лонец. Се врати и ги насече во грнецот, зашто не знаеше какви се. Им турија на луѓето да јадат. И го почнаа да јадат, извика: Божи човеку, смртта е во грнецот. И не можеа да јадат. Тогаш Елисија рече: донесете брашно. И го фрли во грнецот и рече: турете им на луѓето да јадат. И веќе ништо не беше штетно во грнецот. Очигледно биле некои отровни плодови. Има во природата и добри, но има и отровни. Ете, без да ги пробат, можеле да се затроват сите студенти, би рекол, сите ученици, овие млади луѓе. Но тука е Божиот човек. Брашно става внатре. Во една случка за водата ставил сол, сеќавате. Сол ставил и водата била питка, не била горчлива. Очигледно, тоа може да го направи само Божи човек, кој 100% бил исполнет со Светиот Дух. Очигледно, браќи и сестри, односно Елисија како заменик на Илија, кој ја продолжи лозата духовна, човек кој правил чуда и човек е наречен Божи пророк на мирот. И уште еден настан сакам да го споделам, еден од најсилните настани кога Елисија ќе направи чудо со овој болен човек. Овде во втората книга до Царевите, во 5 глава, го имаме случајот со исцелување на Неман. Ајде да го прочитаме ради да добиеме една слика. Од 1 до 3, 5 глава. Неман, војсководачот на арамејскиот цар, беше угледен човек и почитуван пред својот господар, зашто Господ преку него им даде победа на арамејците, ама тој вешт воин беше губав или лепросен. Еднаш арамејците отидоа на грабеж и на израелското подрече пленија млада девојка, која што потоа и служеше на Немановата жена. Таа и рече на својата господарка: ах, кога мојот господар само би му се обратил на пророкот што е во Самарија, тој на вистина би го ослободил од лепрата. Гледате, браќи и сестри, чудата што ги правил Елисија се прочуле низ целиот Израел, дури и од границите на самиот Израел. Очигледно ова младо девојче кој било воспитувано во Божиот дух, знаела за овие случаи или за самиот пророк. И затоа сега таа му кажува на тие предпоставени, му кажува да едноставно, ако отиде нивниот предпоставен, ако отиде нивниот господар таму, од каде што тие потекнуваат, болеста ќе му биде тргната, одnosno ќе биде излечен. Таа девојка знаела дека пророкот Елисија поседува Божи дух, дека е исполнен со силата на Светиот Дух. Очигледно, браќи и сестри, тоа се случило. Тоа се случило. Неман ќе биде излечен. Тој ќе биде ослободен од таа губа. И денеска сите ние сме опфатени со на друга губа, браќи и сестри, тоа е губата на гревот. Дали имаме силна вера дека Бог може да не ослободи од губата на гревот? Секако дека Бог има сила, но зависи од нашата вера. Во 9 стих и 10 го читаме следново. И така Неман стигна со своите коњи и со колите и застана пред вратата на Елисевата куќа. А Елисеј му пораче на дојденикот: оди и скапи се 7 пати во Јордан и телото ќе ти биде пак чисто.
Интересно, и покрај сите недоразбирања, покажал малце отпор Наиман, мислејќи дека Елисија си игра мајтап со него, да отиде да се искапе 7 пати. И затоа му вели, зарем нема вода во нашите краишта, зарем нема реки во нашите краишта. Меѓутоа, сепак, овде треба да се покаже, да се потврди верата на овој човек. И навистина тоа се случило по наговор на своите слуги. Немја влегол во водата, односно Неман влегол во водата и биде излекуван. Но, браќи и сестри, овде поврзан е друг настан што фрла друго светло сега. Настанот се случил. Неман си заминува. Сака да му се заблагодари на оној лекарот, подусловно кажано за Елисија, меѓутоа тој одбива пари, одбива дарови. И сега Геезије, неговиот слуга, тоа го слуша оддалеко и го снима, би рекол. И што сега се случува? 20 стих. Ајде да го читаме 20 и уште некој стих потоа. Геезије, слугата на Елисија, на Божиот човек, помисли: мојот господар го поштеди Немана, арамеецот, и не прими ништо од она што му понуди. Жив ми Господ, ќе потрчам по него и ќе земам нешто од него. И Геезија побрза до Немана. Кога Неман го виде дека трча по него, му скочи од својата кола во пресед и го праша: дали е се добро? Тој одговори: добро е. Мојот господар ме праќа да ти речам, токму стигна 2 младци од Ефремовата гора, 20 од пророчките синови. Дај за нив, те молам, таланат сребро и 2 облеки. А Неман што вели? Нема проблем. Што не кажавте уште таму? Ете, браќи и сестри, ова лага од Геезије скапо ќе го чини. Геезије знаеме како ќе помине. Знаеме Геезије дека ќе добие губа. И овде Елисија малце ќе каже потежок збор, но тоа е факт. Бидејќи делото морало да оди напред, Геезије не може да остане во рамките на таа служба што е обавувал. Иако му бил слуга, му бил помошник. Браќи и сестри, овде гледаме дека Геезије сакал да го излаже и својот Елисија. Но Бог му открил на Елисија дека Геезије прави нешто таму што не е добро и затоа бил спречен. Браќи и сестри, има многу што да зборуваме на ова тема. Меѓутоа, за нас денеска предмет беше пророк Елисија. Човек на мирот, човек кој навистина колку сакал да биде во тие рамки, сепак имал и зборови кои може за нас се малце тешки, но тие биле кажени зборови во името на нашиот Спасител, Господ Исус Христос. Еве што кажува и пророк, односно Павле, Божиот човек, кој ги запишал следниве зборови во Ефесјаните 5 глава, читаме 11 стих, првиот дел. Значи, Ефесјаните 5 глава, 11 стих, еве што кажува првиот дел. И не бидете соучесници во бесплодните дела на темнината. Да не бидеме и ние, браќи и сестри, учесници во некои бесплодни разговори, во некои активности што не се според Божјата волја. Бог сака да бидеме градители на мир. Таму кај што може да воспоставиме мир, таму кај што може нашиот збор да помогне, Бог сака, браќи и сестри, да едноставно ние бидеме слични како што бил и самиот Елисија. Знаеме дека Неман се вратил во својот дом во Сирија. Тој бил излечен и телесно, и духовно. И тој едноставно влегол повторно во општеството. Бидејќи губавите, знаеме, морал да бидат отстранети. Губавите не смеле да бидат дел од општеството. Тој повторно се враќа меѓу своите, бил исцелен. Многу векови покасно Исус ќе го спомне овој случај. Во една друга прилика Исус кога разговара, ќе го спомне. Еве, јас само ќе ве подсетам, тоа го наоѓам во Лука 4 глава, 27 стих, кога Исус го спомнува. Еве го текстот. Значи, 4 глава, Лука, 27 стих. Исто имаше многу лепрозни во Израел во времето на пророк Елисија, но ниеден од нив не беше очистен, освен сириецот Неман. Гледате, овде го поврзуваме сега и Елисија. Тој активен пророк придонел да овој незнабожец биде излечен.
Денеска Бог може да лечи секого. Дали е християнин, дали е муслиман, дали е ваков или онаков, кој ќе поверува во Бога. Библијата вели ќе биде спасен. Господ да ни помогне, браќа и сестри, да бидеме ние слични на Елисија. Човек кој не гледал на нација, човек кој не гледал на боја на кожата, човек кој помагал, човек кој воспоставувал мир. Бог навистина ги заобиколувал многуте губови во Израел, бидејќи нивното неверување представувало пречка да им се направи добро. Сеќавате на оние 10. Кои били тие 10 луѓе губави? Сеќавате? Колку еден кажал само фала ти Боже? Еден. Тоа не биле некои кои не знаеле за Исуса. Тие постојано слушале за Исуса, меѓутоа срцето им било затворено. Еден незнабожечки војвода кој поверувал на Божите ветувања, станал достапен на Божите благослови. Браќи и сестри, навистина Бог се грижи за оние кои ја ценат неговата милост, која прифаќаат целосно неговата вистина, неговата светлост која им доаѓа од небото. И денес во секоја земја, браќи и сестри, Бог има луѓе кои се можеби потиштени во срцата своји, и на таквите им е потребна милост Божја, и на таквите им е потребна вистина да допре до нивните срца. Бог е тој кој ги повикува сите. И сосема крај за ова наше размислување би сакал да прочитам текст во Исаија 50 глава 10 стих. Еве што кажува пророк Исаија 50 стих 10. Кој од вас се бои од Господа, нека го послуша гласот на неговиот слуга. Кој оди во темнина без зрак на светлина, нека се надева на Господовото име. Нека се потпре на својот Бог. Господ да ни помогне, браќи и сестри, ние да се подпираме на Господа. Да не се подпираме на човек. Елисија оставил се. Оставил бизнис, оставил работа, кога Илија го повикал да го следи. Учениците исто така биле со своји занаети. Имале своји работи. Но тие се одлучили да го следат Христа. Може денеска Бог не бар од мене да ја напуштам својата служба, својот бизнис и да тргнам по него. Но Бог го бара твоето срце. Бог бара твое време. Бог бара може и средства понекош од нас. Да допренесеме во делото. Да Христовото Евангелие продре до срцата на оние кои се уште не знаат за Бога. Да бидеме луѓе и жени кои ќе градиме мир. Луѓе и жени кои ќе бидат мостови да се воспостави повторно таа хармонија помеѓу небото и земјата. И овде читавме на почетокот за пророк Елисија. Од каде бил повикан? Или бил повикан за пророк додека ја орел земјата со слугите на татко му. Се зафаќал со работа што му била најблиска. Елисија не само што ја поседувал способноста на водач, туку и кротоста на оној кој е подготвен да служи. Иако имал тивка и нежна природа, бил и мощне, енергичен и истраен. Почит, верност, љубов и страф од Бога. Тоа се 4 работи што јас сакам сега на крајот да ги нагласам и да завршам. Почит, верност, љубов и страф од Бога го краселе неговиот карактер. Господ ни помогне, браќи и сестри, да бидеме и ние слични како што бил Елисија. Господ да не води, да не благослови и да ни даде нови радости. Еден ден, ако Бог даде живот и здравје, на новата земја, ако се најдеме, да го прашаме Елисија, уште многу други прашања, што не се овде запишени во Библијата. Верувам да ќе биде тоа многу интересно, да ни каже Елисија, зошто тие деца страдале. Бидејќи имаме малце одговор, но не имаме целосно. Зошто и како се случи со детето на сунамката? Како успеа, секако со Божја сила тоа се случило, меѓутоа верувам дека интересно ќе ни биде да го сретнеме пророк Елисија. Но Бог да ни даде сила и верност да се најдеме еден ден и ние на новата земја. Амин.